3. Ако не ми дадат тие, јас самиот можам да дојдам. Ще и да го земам и да го носам. 7-8-9-10. А хајците сакаат сега најсрамено што те скорат. Тебе, присејда прекрасната ќе ти ја земам. Дарокот твој. Добро да знаеш. Зашто еден месец од своето да остане ли бе далеко некој? Чека на нови Честната втија, кој јунат. Хајците сакаат сега Што правим прво технички да сме? Како се? Јас сум последен. Ете, тоа е тој македонски антички театар. Македонски принцип на славење, она што Борза го нарекува македонски фестивал. Односно Хамонд, она што Еврипид го правил на почетокот и на крајот на представата, го повикувал Дионис, и Дионисиството е македонски народен адет на царската династија. Тоа што започнува на Кокинскиот неолитски театар, Кокински железен. Еве го најумниот, еве ги нашите јунаци, другари мили, деца најубај. Најубај деца, принципот на деца убај. Значи, тоа е принципот на играње и славење на Бог. Тоа што Ребека Вес го нарекува не е технички трик културата во Македонија, туку е духовна врска со Отецот Небесен, неговиот Син Исус Христос. Тоа се дактилите, левите и десните обредни стапки. И зошто, например, диаметарот на сцената околу 30 на метри, за да се случуваат деноносиите, игри, слави во чест на Семокниот Бог. Македонски фестивал кој почнал со спортски надпревари и обврзно завршувал со поезија, со драма. Еве ги јунаци на дактилите спремни за битка. Спремни. Да бориме во Троја. Македонија е, значи, лулка на културата и театарот. Тоа е духовен процес на единство, на славење на Бог, на играње. Орим еден псалм вели: славете го Господа со зурли, со топани, на оро, на свирка, со тимпани. Значи, ние зборуваме за тој принцип. Македонски антички театри кои се правени за да се соединиш со Бог. Театарот е потрага по Бога. Актерот е светец, се качува на сцената да ја просвети публиката. Еве ги студентите, деца. Уште еден има, уште кој е? Упте Виктор, па вие идете. Ајде. И дактилите практично на кој е напишана Комеровата Илијада, 17-осмински так на орото. Денеска е својствен дактилот во современиот македонски јазик.
веројатно еден од ретките јазици кај што може дактил. Сите песни почнуваат со дактил. Во бугарскиот има јампи, во албанскиот, во грчкиот има пеони, во српскиот трохи, тоа се сите метрички стапки кои ги има во македонската народна култура. Македонија е нешто што е духовна кота запишана во Светото писмо и не може да се избрише. Тоа е духовна историја. Ние зборуваме за духовна историја. Деца убај, маченици на дактилите. Ахиле, сакан од Зевс, да го откријам сега ме викаш гневот на Аполо на боганата лекометна цар. Еве, ќе го откријам јас, а ти поде ми вере и клетва дека си готов со раци и збор да ми помогнеш мене. Зашто ќе разгневам мажа, што е на даргејците сите, дека е најсилен цар и јахајците сите го слушаа. Оти е посилен царот што прост го насредил човек. Зашто во истиот ден, аки успее срдла да свлада, сепак останува гневот во градите негови долго додека не врати тој. Туку кажи ми дал ќе ме спасиш. Речи го сосема смело пророштвото ти што го знаеш. Жими Аполо на Бога, што Зевзу е мил, и од кого пророштва ти за данајците откриваш. Везден молејки, дури сум жив и гледам на земјава, не може раца да ми ти принесе тешки. Кај битите кораби тебе друг од данајците сите. Дури ни самиот цар Агамемнон, што среда хајците сега се гордее дека е најпрв. Тој ниту за хекатомба приговара, ниту за завет, туку за жрецот што тешко го навредил цар Агамемнон, не отпуштајќи му керка му ни откупот прими сакајки. Затоа болест Аполо ни дал и уште ќе даде. Тешката поморна чума не ќе пропади прва ако врати царот на татко и милата мома без откуп и хекатомба пресвета Хриса. Ние нема да бидеме мирни дур не смилиме Бога. Пророче Зол, не си ми рекол ти ништо убаво уште. Сети во твоето срце е помило грдо да гаташ. Убаво досега не си ми рекол нито ми сторил. Пророкувајќи и сега, ти сред данајциве думаш како да рекометец ним, затоа болест им пратил, зашто откупнина светла за момата јас Хрисеида Божем сум нејчел да примам. Зар јас не ја милувам многу в дом да ја држам и љубам и повеќе од Клитеј Местра што ми е законска жена? Зашто не ја положа не е нито по снага ни става, ни бум ни во работи рачни. И така јас пак ќе ја дам што ме поарно тоа. Милувам народот мој да се избави од што да страда, но да ми изготвите наеднаш дар, да не останам само јас без аргејците без дар. Не прилега за ренимално. Зашто го гледате сите кај другаде дарот ми оди? Преславен сине Атреев, најлакомен ти меѓу сите, како ли дар ке ти дадат хајците смели и силни? Кога заедничко ние со кровиште немаме нигде, зашто сме делиле се што од разните градови сме зеле, тоа не прилега пак да го враќаат луѓето назад. Ова ти сега Богу отпуштија, ние ќе ти отплатиме тројно и четворно. Зевс ако даде еднаш да гурнеме, тројскиот град со зидишна тврди. Не ми се преправај мене, боголик Јахиле, вака колку и умен да си. Оти не ми го свртуваш умот. Или пак сакаш да ти имаш дар, а јас овдека вака лишен да седам штом ти ме советуваш јас да ја вратам. Ќе ми додајат мене хајциве силни и смели, угодувајќи ми достоен дар, кој што срце ми сака. Ако не ми дадат тие, јас самиот можам да дојдам твојот дар, или од Ајант, или од Одисеј да го земам и да го носам. А тој ќе се наљути кому ќе дојде. И за ова и пак ќе расправаме посетне ние. Сега пак, коработ црн да ги стуркаме в мирното море. Веслачи издостав натре да збереме и хекатомба кладеме, а Хрисеида е личната качиме горе. Еден од мудрите мачи заповедник нека ни биде. Ајант или Доменеј, или пак Одисејовој дивен, или пак Ахиле ти, што си најстрашен јунак од сите. Далеку бранецот ти да го смилуваш жртва давајќи. Уф, што си бесрамен ти и на добивка само се думаш. Како зборовите твои ќе послуша ахаец некој? Дома да појде или пак да со мажите смело се бори? Зашто за тројците јаскопјаници не сум иошол вамо да со нив се борам. За никога не ми се криви, никога говеда тие не ми зеле, нито пак коњи, ни во гручетата втија.
што јунаци храни. Ни еднаш, нито ми сотреле седба. Заш насреде ридови мощне многу сенчовити, има и шумно море, и бучно. Туку следејќите тебе, безсрамниче, за да се радваш, бараме, и за мене лај за тебе, кучко, во троја отплата. Ти пак затоа не се грешиш барем и малку, но се закануваш дури. Дарокот мој да го земеш, што сум го добил со труд, и агајците што ми го даде. Оти не ке имам равен јас дар, еднаш кога агајците ке им го развртат градот на тројците, населен добро, ако и поголем дел, од потресната ужасна војна, моите раце ке свршат. Но делбата кога ќе дојде, јас ке си одам со ситен дел, ама мил и скапнат кон бој. Сега пак одам во втија, зар поарно многу ќе биде дома да појдам, одош со навреден од тебе, јас да ти печалам богатство силно. Бегај си ти ако срцето повлекне. Нема да молам заради мене да останеш ти, зашто имам и други што ќе ме почестат мене. А најмногу мудриот, Зевс Бог. Ти си ми меѓу кралеите најомразен мене од сите, зашто ти е секогаш мила караница, кавга и војна. Ако си сосема јак, тоа Бог ти го поделил тебе. Оди со твоите бродови, милите другари дома, повељај ти мир ми донцем. Не се грижам за тебе ништо ако си љут. Туку мојава закана слушај сега. Штом ми ја одзема мене Аполон, Бог твој Хрисеида, неа ќе му ја испратам јас на коработ мој и со мој момци. А тебе, Хрисеида прекрасната ќе ти ја земам, дарокот твој, доаѓајќи ти в чадори. Добро да знаеш колку сум од тебе појак. И друг за да страхува секој да се споредува јавно и со мене равен за славе. Бурило винско, со очи од пест, а срце од елен, што ни во бој со војската агајска ширна, нито во заседа со агајските првенци да одиш, не смееш ти, заради тоа ти изгледа равно со смртта. Народојадец си цар, зашто ти над никакве си царваш. Сега за последен пат си ме навредил, сине Атреев. Но ке ти кажам јас тебе и ке изречам голема клетва. Еднаш ти го бараат Афин, агајските синови сите. Ништо не ке можеш ти со твојата жалост. Но гумина, кога јунокоморецот Хектор ране ти на смрт ке гина, а срцето ти ќе го кинеш људ, зашто не си го честил. О, леле голема жалост, агајската земја ја стигна. Што ќе се весели Пријам и Пријамоите синови. Ке се радуваат мошни и другите тројанци сите. Само да чујат за ошто се борите овдека вие. Што на танајците сте навчела в совет и борба. Почујте пак од и двама сте помлади од мене вие. Заре некога јас и со поарни јунеци од вас живеел веќе и не ме презирале никога тие. Досега такви јунеци не сум видел, ниту ќе видам. Како што беше Перитој, водачот народен Тријант, Ескади, Кајнеј, равниот Богу Полифем, Тесеј пак Егеев на босите безсмртни сличен. Најаки биле оние од мажите смртни на векот. Најаки биле и воделе бој со суштества силни. Со оние лиоти горски нивки истепале страшно. Со оние ми јас сум другаревол кога сум дошол. С краја од далечен пил, зар тие ме викнаа. Со оние ми јас се биев како што можев. И никој од овие луѓе што сега на земјава се, не би се патил со нив. Тие ми пазеа збори, моите совети слуша. Туку почујте пак, зар повеќе вреди? Ниту ти ове му мома да одземеш, силен бидејќи, но остави му во делот агајците синови што му го дале. Сине Пелеев, од иста чест никога немал. Цар, жезлоносец, на кого што Зевс му подарил слава. Ако си појунак ти, те родила богиња тебе. Овој пак појма можда што повеќе луѓе. Сине Атреев, ти бесот остави го, еве те молам јас, да прекине срдбата со дивниот Ахил. Затоа што за агајците сите, тој штит е отрлата војна. Сето е вистина ова. Поправи на старче си рекол. Туку и пак овој сака на другите сите да биде. Сака да повеќе мажот, да царува овде на сите и да им вика на сите, да не слуша никого овој. Ако боговите вечни го сториле прв копјоборец, затоа зар ќе го пуштат и навреди овој да збори?
Нека ме страшни веќе сега и никак наречат мене. Ако во се што ми велиш те слушам, уште јас тебе, вака на друга, не мене, да повењаш и да му викаш. Зашто и не мислам повеќе јас од тебе да слушам. Но ќе ти кажам и друго, а ти запомни си го добро. Повеќе нема со расе за момата јас да се бијам, со тебе или со друг, ако земете што сте ми дале. Но било што имам на моето копје, не ќе можеш ти да ми земеш. Ако пак сакаш, обиди се ај, да ќе знаат и овде. Час под моето копје ќе ти потече крв црна. Појдете Ахилов чадор и личната баш Брисеида да му ја земете вие и ми ја доведете вам. Ако не ви ја даде тој, ќе му отидам с повеќе луѓе да му ја земам сам. Што и потешко баш ќе му биде. Придете! Не сте ми вие виновните, но Агамемнон, што и ве испрдил вас да ми ја земете личната мома. Патроклон, чедо на Зевс, изведи имја ти Брисеида, дај ја нека ја додат. А сведоци бидете вие горе пред бозите вечни, и пред смртниците долу, и пред свирепиот цар ваш, што ако настане потреба еднаш, да од неприлична пропаст ќе одбранам другите после, силно ќе бесне оној во своето пакосно срце. Зашто за напред и назад тој не знае ништо да мисли. Каков не му корабите агајците ќе му се спасе. Данајци, јунаци мили, прислужници верни на Арес, Зевс, синот Кронов ме сплетка претешка слепотија мене. Семошниот Бог што ми обети еднаш и мигна дека ќе го освојам или лепоцирени ќе се вратам. Измама измисли лоша и тој сега ме тера бесславен варх да си одам што голема загуби војска. Така си наумил за сходно семошниот Бог, што досега разурнал и многу бедеми градски. И ќе разурнува уште најголема, зар му е мошта? Од е срамота кога потомство еднаш ќе чуе дека по пустина и толкава ахајска војска водела војни и биела битки со помалку мажи, а крај не се гледа уште. Ако ахајците, ние и тројците, сакаме само верна да брземе вере и в час да се преброиме, ахајските синови колку што не има, и тројците колку што ги има во Илион, и на 10 наши да избереме по еден тројанец вино да точи, многу десетина наши ќе останаа без виноточец. Толку би рекол има повеќе ахајски синови од тројци во градот. Многу пак имаја многобројните градови помагачи. Баш копјомеци што не ми дозволуваат никога да го заземам градот или јас населениот добро. Еј, 9 изминале лета на Зевс великиот веќе. Дрвото корабно за ријежињата ги фати гнилеш. Нашите мили, жени и деца некаде не чекаат нас. А делово наше зарад кое сме дошле несвршено овде ни стои. Затоа да слушнеме сите, ај, како што јас ќе ви кажам. Да си побегнеме со нашите кораби дома, зашто не ќе падне Троја со ширните улици уште. Вака им рекол, да умот и срцето ним им го собрал онде на соборот цел, што не го слушнал силниот совет. Соборот тога се дигнал како големи бранови морски среде Викарското море, што ги креваат евро и нот долу од облакот Зевсов кога ќе се урна. Како кога пребујниот Зефир ќе дуфне, ниската нива ја носија класијето полега долу. Така и соборот нихти се накрена. Тие се кон корабите своји се стрча. Зедоа празди да чистат. По ноце горед правот се кревал, а еден на друг нарачуваат тие дека ќе се дома пред време вратат. Тогаш ахајците биле на пат да се дома пред време вратат. Само да Хера на Атена не и проговорила една дума. Чедо да ги доносет Зевс, Лелевај и Атритона. Вака ли ахајците да ги праќаш на широките морски плеки во својата родина с краја? Прија му да остават понаши слава. Елена Аргејка, заради која што лично многу ахајски синови го изгубиле својот живот од својата родина с краја. Туку земи, кротко, со зборови милни на секој еден од нив.
Не дозволувајмо корабивите в морето да тргаат. Вака е рекла. А таа Атена сјајнока ја почува. Зеде, в час брзо како ветер се спуштила низ олимпските врхови во Ахајската војска. Та Одисеја го нашла, што е рамен помот на Зевса простор. А тој пак не се фати тога, туку неговиот ум и срце ги стегаше тага. Близу стоејќи Атена сјајнока, нема ова му го рекла. Сине Атреев, на што ли се жалиш ти и што ти е мало? Полни чадорите твои со бронзарски. Одбрани жени многу си имаш ти во нив, што ахајците ние зар тебе како на прв ти ги даваме ник некој град што ќе падне. Или не ти стига злато што ќе ти го донесе некој од коњокроците тројци од Илион, откуп за синот кого што јас сум го врзал и лаха е друг ти го довел. Или пак женичка млада да в постеле своја си љубиш и да ја настрана држиш ти сам, што не ти личи тебе, прв војсководец на зло да ахајските синој ги водиш. Еј, вие страшливци срамни, ахајкини, ахајци никак. Хај да си одиме дома на кораби, овега овде да го ставиме в троја да богатство бере и види дали и ние му нешто помагаме или пак ништо. Сега и Ахила тој, многу поарен од себе јунак, го увредил што му го грабнал неговиот дел и го држи. Туку е попусти Ахил. Изградите жолчка нема инаку сега Атрейде за последен пат би вреѓал. Макар онајки го тој Агамемнон на крв полководец збор, а Одисеј божествениот Бърго му прииде, напорки го ополи него и го упори строго тешко. Дер си деј, лудоспорче! При се што си говорни гласен, престани веќе и немој со кралеви ти да се караш. Зашто јас верувам дека од сите на што сме подили со Атреевците дошли, друг попоган од тебе нема. Инаку против кралеите ти не би ни зборувал везде и не би ги ругал грдо чекајки си дома да дојдеш. Зашто не знаеме уште ни како ли ова ќе сврши. Дали ахајците добро ќе дојдеме дома и лошо. Затоа ти седиш и нашиот прв полководец цар Агамемнон Атреев го напаѓаш, кому што даваат многу да јаскиве мажи, а ти го навредуваш тешко. Но ќе ти речам јас нешто и в час ќе се спомнува. Ако те затечам повтор да палавиш ту како сега. Да на рамењата веќе не ми била главата ми и да не ме вика татко Телемахов повеќе никој. Ако не те фатам јас и не ти свлечам промена мила, која те руба и риза срамот кој што ти го покриваат, да ќе те оставам тука кај брзите бродој да плачеш, испие надвор со удари грди и тешки. Така му рекол. А потем со жезлот в рамо и потил го удрил. А оној се свиткал и поронал горешни солзи. Мозолка пак од наседната крв му никна на тилото, кај што со златниот жезл го погодил. Тогаш тој седна смајан од болки се обтре и си ги избриса солзите седна. Тие при сета си тага се смееле со него сладко. Вака ќе прозборел некој кон блискиот победувајки. Безбројни добрини нам Одисеј ни изнаправил веќе, совети умни давајки и јунаци појоружајки. Сега на аргејци им го направил најарно ова што не му допуштил тој на клеветникот дрзок да збори. Зар не ќе итекне веќе на лудата глава повтор да ги кралевите руга со зазорни зборои и грди? Така множеството рекол. А пак Одисеј градовиец стана со жезлот в раце, сјајнока Атена па крај нив слична на гласница тога на полкот му викна да волчи. За да и крајните можат со првите ахајци исто да ја сослушаат речта и советот да го обдумат. Цару, ти сине Атреев! Ахајците сакаат сега најсрамен маж да те сторат сред сите баш смртници тебе. Ниветувањето тие ќе го исполнат што ти го дале, кога си гределе вамо одар, што е богат со коњи штом ќе го заземеш или лепотиден дома да тргнат. Туку колудечки деца, елдовици, жени, сега плачат и викаат еден на друг да дома се вратат. Туку е човекот тешко да јадосан дома се врати, зашто еден месец од својото долостане ли ме далеку некој ќе пека на многоседниот кораб. Туку виулици зимски и бурното море го држат. 9-та година нам ни започнала сега веќе како се бавиме тука.
Јас не им се затоа јутам кога си копнеа тие кај видите кораби сега, туку е срамота сепак чекајќи си празен да појдеш. Но уште малку стрпете се, другари. Чекајте овде, за да се види дал право ни прорекол Калкан или криво. За него знаеме сите во срце това и сите сведоци сме колку не ве ограбиле смртните мрии. Вчера и завчера кога ахајските бродој на Албина се присобрале, зло им на Приама и Троја носејки ви. Покрај кладенецот пак до светиот жртвеник, ние успешни за архикатомби им дававме се на богојте долу под красниот јавор. Тога големиот белек се појави. Змеј, в грбот црвен грозен, што самиот Зевс на видело него го пуштил. Се измолкнал тој од жртвеникот на јавор спознал. Тука врапчињата биле подлетарци слабички, мали, збрани во купче, 8, а мајката што го испилила 9 била. Тога ги изел тој нив, а оние милно се цифна. Мајката облетувајќи ги тажела чедата мили. Тој пак си извили фател за крилото плачната мајка и кога ги изел драпчињата, тој самата мајка. Ова ни го објавил Бог и го направил белек за показ. Тоа зар синот на Итриот крон го сторил во камен? Ние пак стоевме зачудени со она што стана. Сред хекатомбите зар вакви босите пратиле предзнати страшни. Калкан пак веднаш проговорил, проколнувајки: Што сте замолкнале вака? Ахајци субави коси! Доцна премудриот Зевс ни го покажал велјото чудо и ќе се исполни доцна, а славата ќе му е вечна. Како што оној ги изел драпчињата 8, а мајката што ги спилила 9 била, така и ние одолку ќе војуваме години овде, а во 10-тата градот с улици ширни ќе падне. Така ни прорекол оноја се исполнува сега. Туку останете сите, јахајци објелоносци овдека, додека градот го заземе Приамов голем. Старче, архајските синоти пак ги поведуваш собор, да би Аполон, Атена и отецот Зевс, мене меѓу архајците 10 советници вакви ми дале. Тога би го освоил на цара Приама јас градот, да би со нашиве раце го зазели и срушиле него. Туку ми дал синот кронот Зевс, а гидоносецот Маки, што в бесплодни борби ме турка. Оти се боревме Ахил и јас за убавата мома со непријателски зборој, а јас сум се налютил прво. Но ако една се сложиме пак, не ќе може тројците злото да го одложат барем и малку. Туку поручете сега, а потоа одиме в борба. Добро да наостри копие, штит добро да суреди секој. Добро секој на коњите брзи им подаде зопца. Добро секој да припази на колата готов за борба, за да цел ден се надборуваме в грозната војна. Од почнување после не ќе има барем и малку додека не дојде ноќта јуначкиот без да го смири. Кого пак јас ке сетам да сака далеко од бојот покрај корабите вити да остане, без друго после побргу гладните птици и пси ќе го изедат него. Така им рекол, а пак архајците бучеле силно кога на стрмниот брег ќе го нанесе нот, доаѓајќи на издадената карпа, што никога не остават браној, што ветрови разни јадуваат вамо и тамо. Стана сите в час, из корабите се распрсна огон, запалија во чадорите пак и си поручаа. После секој им жртвувал на својega од вечните бози и им се молел да од смрт и од вечниот умор го спасат. Тога им принел на жртва јуначкиот цар Агамемнон, дебел 5-годишен бик, на семошниот Зевс, синот Кронов. Прво старците, потоа хајците сите ги види. Најпрво Нестор, а потоа в час и господаре и Доменеја. Потоа и Антите два, па и синот Тидеев. А Одисеја шести, што в паметта бил равен Зевсу. Од себе сам пак дошол прочутиот борец Менелај, заре си знаел тој во паметта колку брат му се труди. Зедоа јачмен за жртва и околу бикот застана. Преславен сине Атреев, ти јуначки цару Агамемнон, од тебе јас ќе ја започнам и завршам речта, заш ти си цар на преголема војска, што тебе Зевс ти ставил жезол в раци и закони свети, да ним им советуваш добро.
Затоа ти да речеш и послушаш речта треба после и да му помогнеш ти и на друг, ако срце го вика да каже за нешто добро, зашто е се што ќе почне. Туку ќе речам јас како ми изгледа најарно мене, зашто не ќе смисли никој друг поарен совет од овој што сум го замислил јас, ниту пак порано, ниту пак сега, уште во чадорот кога си отишол Зевсово чедо на Ахила Људ, девојката Брисеида да моја грабнешта спроти нашата волја. Те одвраќав јас тебе мошне тога, но се попуштајки на своето пресмело срце. Јунакот најарен, ти си го навредил чест, што му дале самите бози, штом делот му го одзеде. Туку и сега да се помислиме зар како пак да го увериме него со благопријатни дарој и зборови кротки и благи. Тога му одврати нему јуначкиот цар Агамемнон. Старче, поправина ти си ги споменал моите грешки. Јас не порекнувам дека сум погрешил. Мажон зар кого Зевске го засака в срце за мнозина војници вреди, кој што го честил се говоил војската Ахајска сотрел. Штом сум поверувал пак на проклетата памет и погрешил, сакам да поправам грешка и неброен откуп да дадам. Јас ке ги споменам пред сите достојните дарови овде. 7 триножници нови и таленти 10 во злато. 20 блескави котли, 12 хранети коњи што победувале в трки и носеле награди први. Не би безимотен бил оној маж што толку би добил, ниту пак сиромашен оној за скапоцено злато сосем, колку што копитните коњи ми долеле награди мене. 7 пак жени ке дадам, безпрекорни дела што знаат, лесбијанки, што сум ги пленил од лест кога го освоив него, кој што женскиот род во убавина го надминуваат. Ке му ги дадам јас нив, а со ними и Брисеида што му ја одграмнав тога. Јас голема клетва ке дадам, дека не ке легнам веќе и не ке облювам неа, што е за мажи и жени законито право во светот. Се ова ке го сторам, салбозите ако ни дадат да го градот разурнеме пријамов голем. Нека си влезе и нека си наполни кораб стучи со злато кога хајците ние ќе го разделјуваме пленот. 20 тројанки тој нека самиот за себе земе кој што се по Аргејката или на најлични жени во светот. А еднаш ако стигнеме вар, по Ахајскиот, в плодното поле ќе си го направам зет, ќе го почестам рамно со орез што ми е дородок мој во обилие силно ми расте. Керки си имам пак јас в заградениот прекрасен дворец 3, Хрисотемира зар, и Фијанаса, и Лаодика. Од ними која ќе посака прит, тој нека си ја води во пелевиот дом, а јас ќе и дадам и дарој премногу колку што уште на керка си не ја дал никој. Градови ќе му дадам убаво населени Седу, Кардамила, Енопа и древната ми мошне Хира, красната ми Хвера, Сан Антеа сливади бујни, красната ми Ајпеа уште и оно ми лозови пера сите до морето близу до Пил, песокливиот мошне. Во овие живее народ што говеда многу и овци имат, а него ко Бог со достојни дарој ке честат и под неговиот чезол ке плаќаат даноци доста. Се ова јас ке го сторам сал тој ако го остави гневот. И нека се свлада, зашто ад е немилостив, не сладлив вечно. И нека мене тој ми се покори за сум силен цар и за колку сум јас по години од него постар. Прави си, Ахиле! Вестен со трпеза полна и рамна. Ние од чадорот на цара Агамемнона Трев, како и овдека сега отимаме јастија многу срцешта. Но не сме за милиот ручек ни дошле храниниче Зевсов, туку се плашиме мошне гледајки мака. Не се знае зар дали корабите ќе останат цели или ќе пропаднат тие, ако ти не се заземеш бојот. Зашто го земале близу до бедемот и добродојте табор од гордите тројци и славни сојузници, огнови многу палејки низ војската. И не мислеат тие тука да запрат. Туку в црните кораби уште ги удрат. Тога пак Зев, синот Кронов им светна нив покажувајки белези, светлија Хектор глитаештем сила и снага. Вестел страшно и непочитувајки ни мажи и богови други са ни опсени силната снага. Кога се молел тој да се појави зора дивна,
Зашто застрашува да ги отсече крајните кљуној корабни и да ги спали со оган, а крајни смајани сосем од чадот, а хајците сам да не сотре. Ова во срцево мош не се плашам, хранениче Зевсов. Боговите нему да не му ги исполнат сега заканите, а ние пак с крајот пред коњогојниот арк да изгинеме тука пред Троја. Туку ај стани, ако мислиш, а хајциве, макар и доцна од погумниот бес да ги избавиш каде што страдаат. Сетне нема да најдеш лек за строеното слово. Туку поарно многу мисли се, како од лош ден да најците ти да ги спаси. Татко ти тебе пеле и другару мили, оној ден кога од втија до цар Агамемнон те праќал ти нарачувал. Ке дадатак сакаат Хера и Атена сила, но ти совладувај го јуначкото срце. Секогаш крај да и правиш на лошата кавга, за тебе да ми те славата хајците млади и стари. Стариот вака ти велел, но ти го изуми. Туку ај сега престани. Пушти го гневот душогубен, зашто цар Агамемнон достојни дарови носи. 7 триножници нови, а таленти 10 познати. 20 блескави котли, 12 хранети коњи што победувале во трки и носеле награди први. Не би безимотен бил оној маж што би добил толку колку што му донеле коњите на цар Агамемнон. 7 тој жени ке даде безпрекорни дела што знаат, лесбијанки, што си ги запленил тој кога ти си го земал лесби. А со ними и Брисеида, што ти одграбнал тој и голема клетва ке даде дека не ке легне веќе и не ке обљуби што е законито дело за маж и жена. Се ова овде ќе биде. Сал ако бозите ни дадат да го градот пријанов голем разурнеме. Ако пак влеземе арк, а хајскиот плодното поле зет ке те направи тој. Ке почести равно со ореш што му е дородок бил и во обилие си расте. Керки пак тој во дворецот убаво граден има 3. Хрисотемида и Фијарасе и Лаодикја. Која ќе посакаш од нив ти без сприт да ја носиш, а тој ќе ти даде дарови премногу колку не му дал никој на керка си свет. Градови тој ќе ти даде убаво населени седи. Кардамила, Енопа и древната мощна Хира. И божествената Фера и Антеа сливади војни и Ајпеа, божествената. Дури и самиот лозовит Педас, сите до пилпе со кливиот мож. Во нив живее народ, што многу говеда и овци има, и што под жезлот твој ќе ти плаќа даноци доста. Ако пак ти си го замразил дно срце синот Атреев, та и неговите дарови, помисли тогаш на хајците што гинат во бојот, та тие тебе ќе те слават како Бог. И Хектора да ти дојде во погумниот бес, зашто си мисли дека меѓу данајците не му е равен никој на кораби вамо што дошле. Ларто Фејонисо! Прелукаво Зевсово чедо сега, отворено веќе да го искажам зборов, ке треба како што мислам и како ке си исполни сосем овој, за да не ми луга еден од овдека, други од онде. Зашто и од самиот Аид? Јас повеќе оној го мразам кој што едно си мисли во срцето, а зборува друго. Туку ќе искажам како наерно ми изгледа мене и не ке ме увери мислям ни цар Агамемнон Атреев, ниту данајците други, зашто никаква награда нема за едностајната борба со нашите душмани клети. Еднаков дел и за неборец маж и за одличен борец. Ведна иста се цена и страшливец како и јунак, исто ќе умре и мрзелив и оној што работел многу. Немам јас ништо од тоа што издржав трудови толку, изложувајќи ја везден во борбите душата своја. Како што птицата кога ќе најде храна на своите пилиња млади им дава, а самата минува лошо. Така сум минал и јас многу бессонни ноки лежејки, ните пак крвави сам сум ги минал в труд и во борба заради нихните жени со мажите битка бијајќи. Веќе сум взел со бродовите 12 градови људски. Беше си мислам пак 11 флодната Троја, стока и посадка полно од овие сите сум собрал и сум му носел и давал на цар Агамемнон Атреев се. А пак тој, покрај брзите кораби назад чекајки примал и малу ни делала повеќе за себе држава.
дареви пак на кралеите и на главатарите давал, сите ги има цели, а јас само од хајците немам, зар тој ми ја држи премилата жена крај која нека се радва и лежи? Што ни треба војна против тројанците нам? Зошто насобрал синот Атреев војска и вамо ја довел? За личната Елена, нели? Да секој маж добар и умен, својата жена ја милува и пази кој што ја љубев јас. Од се срце силно при се што ја добив на копија. Затоа сега, што ми го одзеде од рацете делот со лага, нека не ме наговара мене, туку ди се и ти со другите кралеви мисли како од корабите ќе го одбиеш огрот опак. Отворено да му кажеш се ти, не му кажа ти велјам, и другите ахајци да не го дуваат ако се надева да измами тој некој данаец уште. Сосем безобразен и дрзок не би смел никако да ми сопули в лице при се што е дрзок ко кучка. Со него јас повеќе ни на работа одам ни в совет. Кога се надевал да ме измами еднаш, но не ќе ме измами уште еднаш доста му е. Нека оди на врага кога советникот Зевс му го одзеде умот. Ниту му дарови сакам, нит лицето да му го видам. Од Агамемнон Атреев, јас не земам керка за жена, нијако лична би била ко златната ваша Афродита. А во работите би била вредна ко сијноката Атена, не би ни тога и ја зела. Нека тој од ахајците најде друг, што му прилега нему и што е посилен војска. Зашто ако бозите веќе ме избават, и ако се вратам дома, Пелеј ќе ми најде и самиот за мене жена. Мајка ми тетида за Среброногата Божица рекла дека до крајот на векот две судбини смртни ме носат. Ако се задржам овде, за Тројскиот град да се бијам, дека не ќе дојдам дома, а безсмртна слава ќе стечам. Ако пак се вратам дома во својата родина мила, дека и славата моја ќе пропадне, но дека долг век ќе има. И нема да дојде на животот мој скоро крај. Деца убај. Може, ајде гоце. 1, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do you hear the people sing? Ночном ќе падне. Или не ти стига злато што ќе ти го донесе некој од конјокроците тројци од Илион, откуп за синот кога што јас сум го врзал и лакајат круг ти го довел. Или пак женичка млада да в постела своја си љубиш и да ја настрана држиш ти сам, заради че тебе прв кој